Здраво, осмоделенци! Моето име е Смилја Христовска и сум наставник по германски јазик. Работам во Општинското основно училиште Владо Тасевски Скопје. Денес ќе ве водам низ лекцијата придавска деклинација со неопределен член во номинатив и акузатив. Лекцијата може да ја најдете во учебникот Логиш А2 на страниците 51 и 54. Пред да почнеме со обработка на придавската деклинација со неопределен член, прво во номинатив, па потоа во акузатив, ајде да се потсетиме како изгледаше придавската деклинација со определен член во номинатив. Правиме потсетување на определените членови. Тоа се der за машки род, das за среден род, die за женски род и повторно die за множинска форма. Па оттаму имавме der arrogante Typ, das sensible Mädchen, die nette Freundin, die sportlichen Typen. Односно, заклучокот беше дека определениот член ја превзема наставката за родот и деклинацијата на именката, а придавката само го следи овој определен член во еднинска форма со наставката е, а во множинска форма со наставката е. Правиме потсетување за неопределениот член. Тој гласи ein за машки род, повторно ein за среден род, eine за женски род и многу важно дека форма за ein не постои во множина. Како образуваме придавска деклинација со неопределен член во номинатив? Кога учевме за придавската деклинација со определен член, заклучивме дека определениот член ја превзема наставката за родот и деклинацијата на именката. Сега, кога образуваме придавска деклинација со неопределен член, наставката за родот и деклинацијата ја превзема пак придавката. Тоа е така, бидејќи неопределениот член ја нема конкретната наставка за родот на именката. Односно, заклучокот е дека придавката ќе ја превземе наставката за родот на именката. Ајде да видиме тоа како ќе изгледа низ пример. За машки род имаме ein moderner Typ и наставка на придавката е er. За среден род ein modernes Mädchen и наставка на придавката е es. За женски род eine moderne Freundin и наставка на придавката е. И за множинска форма moderne Typen и наставка на придавката е. Ајде да видиме како изгледа тоа со дадени примери, односно во реченица. Mark ist ein arroganter Typ. Pia ist ein sensibles Mädchen. Nadja ist eine moderne Freundin. Hier trainieren sportliche Typen. Кога се работи за придавска деклинација со неопределен член акузатив, треба да се потсетиме пред се како изгледаше придавската деклинација со определен член во акузатив. Па заклучокот нели беше дека наставките за придавките се исти за средниот род, женскиот род и множинската форма, а различна беше наставката за машкиот род, каде заради промената на определениот член од der во den предизвика придавката да добие наставка en. Еве го тоа низ пример и е подвлечено den arroganten Typ. Бидејќи имаме промена од номинатив во акузатив само кај машкиот род, еве како изгледа придавска деклинација во акузатив и ќе ја воочите нели разликата пред се, односно само во машкиот род, einen dummen Fehler, ein großes Problem, eine gute Idee и blöde Fehler. Еве да видиме низ примери во реченици со придавска деклинација со неопределен член во акузатив. Peter macht einen dummen Fehler.
Florian hat jetzt ein großes Problem. Nadja hat eine gute Idee. Ich habe blöde Fehler gemacht. Заклучокот е дека наставките на придавската деклинација во акузатив со неопределен член се исти со наставките за придавската деклинација со неопределен член во номинатив, освен кај именките од машкиот род, каде заради промената од ein во einen придавката добива наставка en. Да запомниме, значи, придавска деклинација со неопределен член во номинатив. Рековме дека кога имаме придавска деклинација со неопределен член, придавката ја превзема наставката од родот на именката. Па оттаму имаме Das ist ein arroganter Typ и наставка на придавката за машки род er. Das ist ein schönes Buch и наставка на придавката за среден род es. Das ist eine moderne Tasche и наставка на придавката за женски род Das sind sportliche Jungen и наставка на придавката за во множинска форма со Придавска деклинација со неопределен член во акузатив, што треба да запомниме? Дека имаме промена во определениот член кај машкиот род од номинатив во акузатив, од ein се смени во einen, па оттаму имаме само промена во придавската деклинација со неопределен член во акузатив, исклучиво кај машкиот род, и онаа наставка er од номинатив стана en во акузатив. Па имаме Ich habe einen beliebten Hut. Наставка en за машки род. Ich habe ein interessantes Buch. Наставка es, односно немаме промена, исто како што беше и во номинатив. Ich habe eine neue Tasche. Наставка без промена, нели, од формата за номинатив. Wir sehen sportliche Jungen. Наставка за множина Еве малку некои придавки, односно вокабулар. Gut, sensibel, beliebt, sportlich, optimistisch, pessimistisch, stark, schüchtern, nett, schnell, hübsch, dumm, riesig, echt. Придавката sensibel е обележана со звездичка, бидејќи имаме промена во крајот на придавката, па од sensibel, кога правиме придавска деклинација со неопределен член, таа се преименува во sensibla, односно sensibles или sensible. Ајде да видиме една вежба. Во првата треба да ја пополните придавката, при што треба да внимавате на родот и на деклинацијата на именките, што пред кои треба да ги вметнете придавките, за да одлучите која наставка на придавката треба да ја вметнете. А во втората вежба треба да ставите X пред точното решение. Овдека во овој момент можете да стиснете на пауза од ова видео, за да ги препишете речениците, бидејќи се вкупно 14, па потоа да продолжите од кога ќе ги решите да видите дали ви се решенијата точни, иако верувам дека ќе ви бидат точни. Еве ги решенијата. Andi ist ein junger Mann. Именката Mann е именка од машки род и затоа имаме наставка er, бидејќи се работи за номинатив. Paul ist ein kleines Baby. Наставка es, номинатив заради именката das Baby. Miriam ist eine junge Frau. Наставка заради именката Frau. Женски род. Lisa war eine gute Schülerin.
повторна наставка на придавката е заради именката Schülerin, бидејќи е die Schülerin. Mir hat nette Freunde. Наставка е за множина. Vera sieht ein schüchternes Kind. Наставка es заради именката das Kind. Alex ist ein beliebter Junge. Наставка заради именката der Junge и заради тоа што е тука именката Junge во форма на номинатив. Meine Freunde lesen interessante Comics. Наставка на придавката интересант заради die Comics форма за множина. Еве ги точните решенија од втората вежба. Pia hat braune Haare. Бидејќи именката Haare е именка во множина. Pia trägt am liebsten ein gelbes T-shirt. Бидејќи именката T-shirt е именка од среден род. Paul trägt gern einen roten Pullover. Бидејќи именката Pullover е именка од машки род и овдека е во улога на акузатив. Beim Sportfest trägt Paul eine kurze Hose. Бидејќи именката Hose е именка од женскиот род. Paul hat rote Strümpfe an. Бидејќи именката Strümpfe е именка во множина. Paul hat graue Sportschuhe. Бидејќи именката Sportschuhe е именка во множина. Paul gewinnt einen kleinen Preis. Бидејќи именката Preis е именка од машки род и дополнително тука во оваа реченица е во улога на предмет, односно во акузатив. Обидете се дома за домашна задача од дадениве придавки да составите, самостојно да составите 7 реченици со придавска деклинација во номинатив или во акузатив. Особено обратете внимание дали именката ќе биде во улога на подмет или ќе биде во улога на предмет, тоест дали именката ќе биде во номинатив или во акузатив. Се надевам дека уживавте во ова предавање, ви посакувам пријатно учење и ви благодарам за вниманието. Пријатно!